Армијата со најголема, а судството и обвинителството со најмала доверба кај граѓаните. Тоа се наодите во истражувањето на јавното мислење на Евротинк спроведено до средината на февруари на примерок од 1000 испитаници. Меѓу армијата и правосудството, според довербата распоредени се председателот, верските заедници, владата, собранието, полицијата, кај која пак се забележува позитивен тренд. Оваа година повторно највисока доверба е изразена кон армијата, каде што 44% од испитаниците во ова истражување изразуваат дека имаат доверба во армијата. Понатаму следат религиските институции во државата, председателот на Република Северна Македонија со 24%, додека обвинителството и судството повторно се најниско оценети во смисла на довербата. Се бележи мало враќање на довербата во овие институции, додека кај полицијата изразена е доверба од страна на 28% од испитаниците, односно 1/3 од примерокот, каде што се приметува еден раст на довербата од претходното истражување кое што е спроведено во 2022 година, каде што довербата била изразена од 21% од испитаниците во тој примерок. Половина од испитаниците одговориле дека полицијата би ги заштитила во ситуација кога нивната безбедност би била загрозена. Наодите на истражувањето укажуваат дека партиската припадност има влијание врз формирањето на чувство на безбедност. 87,4% од поддржувачите на СДСМ сметаат дека ќе бидат заштитени, додека тој процент кај поддржувачите на ВМРО ДПМН изнесува само 25%. Но од друга страна, граѓаните покажуваат зголемување на незадоволството од работата на управните служби на МВР, што се должи на метежите и проблемите во издавањето на личните документи со новото уставно име. Во врска со работата на управните служби, оваа година само 20% од примерокот изразиле задоволство, додека во 2021 година, 22 година односно, 50% изразиле позитивен став во врска со работењето на управните служби. Така што тоа е на едно од посериозните разлики помеѓу претходните истражувања и овогодинишното истражување, каде што граѓаните го изразуваат она негативно мислење поврзано со работата на органите кои што се одговорни за издавање на документи. Токму проблемот со личните документи и нивната навремена замена можеше да се одрази врз предстојните двојни избори. Затоа собранието на почетокот на март во брза постапка ги усвои измените на изборниот законник со кои се овозможува граѓаните да гласаат со лична карта или пасош кои истекле во периодот од 9 месеци до денот на одржувањето на изборите. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.